Треба да одиш дома денес и да се најдеш самиот себе си и да си кажеш ова сакам да го правам во животот. Јас кога бев на ваши години во средно, појма немав дека ова ќе го работам што го работам денес, туку мислев дека ќе бидам доктор. Сега може да замислите дома, нешто им се десило кога им кажав дека сакам да бидам камерман. Завршиш школа, не смееш да немаш факултет и такви муабети. 3 години напоредно работев и во вако трета смена. Преку ден одев во фотостудио да учам да го работам ова со видеата. А па со двајца од моите најдобри другари се одлучивме да се преселиме во Скопје. Тоа беше одлука што ми го смени животот. Иако во тој период ми делуваше како луда одлука, сега сваќам дека тоа е најпаметната одлука што сум ја донел некогаш. Ја не ви викам дека вие не треба да завршите факултет. Школување е битно. Освен школувањето на факултет може да си научите и сами. Многу ми е битно сите да се пронајдете во нешто, да си ја пронајдете вашата пасија. Треба да одиш дома денес и да се најдеш самиот себе си и да си кажеш ова сакам да го правам во животот. Треба да верувате во вашите идеи, треба да верувате во тоа што сакате да го правите, дека тоа е исправно, дека тоа е правилно. Не се плашете да преземете ризици. Ризикот е составен дел и главен дел од целава работа. Не мора да знаете се од почеток, што е нормално, никој не се роди учен, само мора со тек на време да се надоградувате во вашите знаења. Не мора тоа да биде класично од книга учење, туку преку пракса. И најбитно е да верувате во себе и да не слушате негативни коментари. Постојат критики од луѓе кои што го поминале патот кој што треба да водите, ама не слушајте негативни коментари што пробуваат да ве спуштат долу на земја. Можете слободно да си летате во облаци со идеи, цело време да верувате во се.